На наше огромно задоволство, на задоволство и на граѓаните на Радовиш, оваа година за прв пат ја организираме оваа манифестација, како што можете и самите да забележите. И од самите утрински часови, од самиот почеток на манифестацијата, таа е масовно посетена како од нашите сограѓани, така и од многобројни гости надвор од градот Радовиш, од Републиката, па сме удостоени со гости и од Република Србија, Република Турција и Република Бугарија, и се надевам дека ова манифестација од година на година ќе прерасне во една убава традиција. Впрочем, и самите специјалитети и самиот мотив да ја организираме оваа манифестација само на Татлијата се гордост на секој радовишанец, и од тие причини мислам дека нема простор да се грижиме како и на кој начин ќе биде прифатена целата оваа манифестација. Забележуваме граѓаните веќе ги исполниле масите, очекувавте ли дека ќе има таков процес? Па искрено да кажам, нашите очекувања не беа дека уште во раните утински часови ќе биде вакава огромна посетеност и подршка од самите наши сограѓани, но тоа прија и ние сме спремни да одговориме на многобројните гости, тоа ќе биде на наше задоволство. Дали очекувате некои позначајни гости да дойдат? Апсолутно, како што кажав, тука имаме високи делегации на нашата збртимена општина Селчук од Република Турција, заменик градоначалникот и председателот на Советот во градот Селчук. Тука е председателот на Советот на Велика Плана, Република Србија, представници од општина Чока и дел од представници од нашата збртимена општина од Дреново, Бугарија. Апсолутно во текот на денот очекуваме и наши високи представници од владата на Република Македонија. Значи една целодневна убава манифестација кога е исполнета и со добронамерни гости, нели, ефектот е целокупен. Во кој период од денот, односно кога очекувате настанот да добие кулминација? Па, бидејќи, нели, официјалниот почеток на манифестацијата е 10 часот, но кулминацијата на нештата очекуваме да биде во попладневните часови, бидејќи вие веќе знаете, сте информирани дека во Радовиш денес гости се уметниците од нашата народна естрада, сите позначајни имиња кои што значат нешто у народната музика ќе бидат гости во Радовиш. Тука ќе биде симфонискиот оркестар на Македонската радиотелевизија, тука ќе биде војниот оркестар на армијата на Република Македонија и ред други изненадувања кои што организаторот Сдруженијето на граѓани Смарт Спорт ги има приредено, подготвено, за да и впечатокот на гостите биде апсолутно позитивен. Па секако со оглед на тоа дека идејата произлегува од граѓаните на општина Радовиш, значи ние како општина, градоначалникот, Советот на општина Радовиш без двумење поддржа оваа иницијатива. Уверени сме дека Радовиш после ова ќе има уште една манифестација, уште еден атрибут преку кој ќе се препознава во Република Македонија, па и поширок.